А сега е време за студискиот дел. Во студиото е веќе Ана Марија Алексова Малева од Асоциацијата за туристички агенции. Благодарам што прифати мојата покана да зборуваме за оваа актуелна тема. Благодарам на поканата, добро утро на сите. Пред да почнеме со глобалните случувања и предизвиците за туризмот, она што започна од овој викенд би рекол, тоа се новите правила за влез во Европската Унија на земји кои што не се се уште дел од европското семејство, а таква е и нашата држава. Што се треба да се направи на граница и колку често тоа ќе треба да го правиме? Кои се вашите информации? Така, да. Конкретно овој викенд не беше продолжен викенд на работни денови, па доста туристи отпатуваа во одредени држави кои што се во Шенген зона. Значи ова е нов IT систем кој што ќе функционира за сите кои што не се во Шенген зоната, затоа и ние како државјани на Северна Република Македонија не можеме да влегуваме доколку не го испочитуваме тоа, односно при секој врез е потребно оставање на отпечатоци на 4 прста и фотографирање. Која е процедурата е едноставна, можам да кажам, можеби се направи гужва како за прв пат додека сите да излезат автобуси повеќе кога имаше на некои гранични премини, меѓутоа се надевам дека како ќе се ближи летната сезона, тоа побрзо и поедноставно ќе тече, заради тоа што главната идеја е значи да се води сметка колку ќе биде престојот. Ова е наведено дека при секој влез и излез треба да има оставање отпечатоци и сликање, да, заради тоа што нема да има печат во пасошот, како што досега ги остававме пасошите негде да се стави внатре печат, туку тоа ќе биде електронски. Електронски со тие отпечатоци, со тоа фотографирање, се гледа периодот колку се престојувал во Европска унија, односно во Шенген зоната. Главната причина е таа, бидејќи ние имаме право туристички без виза да бидеме во последните 180 дена како граѓани на нашата држава во Шенген зона само 90 дена. Заради тоа што имало ситуации, малверзации, некој да го помине, знаеме дека се става забрана за цела Европска унија, ова е систем кој што важи за сите земји кои што се во Шенген зона, така да ако го помине некој периодот од 90 дена во една држава, истото се појавува во сите и автоматски значи нели и црни печати, и казни кои што може да ги сносат, затоа се апелира до сите да внимаваат на тој момент, заради тоа што главната причина е таа, значи се води сметка да се ги бројат деновите и поедноставно наместо да се гледаат печатите и полицајците на поминување на гранични премини тоа да го бројат и да го проверуваат, вака многу поедноставно ќе биде и ќе се знае кој точно колку време престојувал во таа држава која што е членка на Шенген зоната. Нормално е дека секој треба, например, кога е со автомобил, секој да излезе од автомобилот, да остави отпечатоци, да се слика и тоа брзо поминува, меѓутоа е процедура за да се излезе. Исто и со автобусите. Ако до сега на одредени гранични премини, секако луѓето поминуваа со пасош во рака еден по еден, сега само што не е пасошот да се дава еден по еден овде, туку се врши тоа на апарати кои што се поставени на самите гранични премини. Сликањето е на самата кабина каде што ги даваме пасошите, така? Така. Застануваш каде што е полицаецот внатре, се ставаат, овде е камерата, овде ги ставате прстите за отпечатоци, брзо и едноставно се помина. Овие нови правила ги засега оние кои што да работат. Дали во Грција, дали во останатите држави од Шенген зоната, од Европската унија, но колку ова ќе се одрази сега во туризмот, оние кои што на неколку дена? Да, па еве како викенд сега да кажам што беше продолжен, имаше некој застој од полноќ кога почна да се применува, меѓутоа после тоа беше полабаво и побрзо и поедноставно се поминуваше. Така да јас искрено се надевам дека многу побрзо ќе оди и дека нема да предизвика некој голем застој, нервози. Нормално е дека треба да ни биде на сите јасно дека ќе има чекање, меѓутоа чекање имало секогаш и кога имало гужви. Тоа сакам да прашам бидејќи имало ситуации по 5-6 часа кога сме чекале на Евзони и на Богородица, што ќе биде со ова? Цел ден? Се надеваме дека нема да биде така и дека ќе се усовршат. Има најави дека ќе тој период кога е шпицот нема да важат овие сликања. Или? Еве можам да кажам од лично искуство, иако е ставено дека и при врез и при излез треба да има, за враќање назад, например, не се правеше тоа. За излез од Грција, конкретно на Евзони, кога се враќавме во Македонија, немаше сликање и контрола, само за влезот во Грција беше. Така да не можеме да знаеме дали ако има гужви ќе се почитува, правилото е дека мора да се почитува постојано и дека треба да го усовршат и побрзо да се
завршува процедурата. Да се дали ќе прилагодиме има на новите. отстапки заради гужвите, па да се прекинува одреден период, не можеме Тогаш да да идеме знаеме. по стариот систем само со пасошите. Да, така. Охо, ќе биде интересно ова лето со новите правила, како ќе биде. Се стабилизира состојбата по инцидентите на Блискиот исток? Првиот момент беше нормално стравот кај патниците, имаше некој застој, да кажам, на резервации, така да видат што ќе се случи, како ќе се случи, со дестинациите каде што се затворија нели аеродромите, каде што немаше летови, се вратија туристите за тие места нормално во моментот каде што се прекинати летовите. Нема летови, не се патува за таму, меѓутоа за сите останати дестинации кои што се, да кажеме, безбедни, нормални, блиски дестинации, луѓето си резервираат, си патуваат, еве како што кажав, мислам и веќе по медиумите видовте колку имаше и по граници гужва луѓе, така да доказ еве велигденските празници дека сепак голем дел нашите граѓани отпатуваа негде. Ова глобална ситуација сега со Иран и со Израел, со САД, со таа војна направи и недостаток на горива во авионите. Што се случува тука со откажување на авио? Има веќе и од Скопскиот аеродром откажување. Каква е тука состојбата? Така да, што заради инфлацијата, што заради недостатокот на горива, што заради намалениот интерес за одредени дестинации, нормално некои летови се укинуваат, се прекинуваат, одреден период нема да се лета за негде, меѓутоа сите сме во комуникација, да кажам, ја следиме таа ситуација за било каде, било какви промени да има, навремено се известуваат туристите, каде што имаат резервирано, за каде што имаат купено авионски карти, истото се гледа да се пренасочува, значи навремено да бидат информирани, нормално сите се прилагодуваме на ситуацијата која што настанува, не можеме да предвидиме сите. Се надеваме дека што побрзо ќе заврши ова и дека нормално ќе течат сите летови, меѓутоа не можеме да знаеме кои се политиките и одлуките на сите авиокомпании, што тие ќе одлучат и за каде ќе ги прекинат летовите или ќе ги пренасочат. Нормално за таму каде што има интерес и каде што има продадено, да кажам, веќе авионски карти, нема да се укинат летовите, меѓутоа каде што бил помал интерес, постојат такви можности. Или да се намали бројот на летови, да се пренасочат, например, ако имало по неколку летови во текот на неделата. Да има еден-два. Така, да се намалат. Така да ја следиме таа ситуација и ќе се прилагодуваме на истата. Да, како ќе големите бидеме играчи информирани. ги прават правилата, мораме да се навикнуваме на нив. Така. Кои се дестинациите најбарани за оваа година? Почна веќе интересот за Да, кај нас закажување можам да кажам дека во последниве години е доста атрактивно луѓето да си резервираат уште во зимскиот период, заради тоа што добиваат поповолни цени со рани резервации, така да уште до декември имаше голем процент на резервации, најбарана нормално е Грција како најблиска дестинација и земјите од регионот не изостануваат Албанија, Црна Гора. Европските дестинации исто така се поактуелни, да кажам, као Шпанија и Италија оваа година со воведувањето на некои нови летови од кај нас, така да и тие се интересни дестинации барани од туристите и оние традиционалните за каде што имаме чартери, нормално си ги имаше доста резервации, значи пред Нова година, како што кажав, Анталија, Бодрум, Египет, Тунис, а истите си продолжуваат. Можеби малце имаше стравка и граѓаните во тие денови кога беше ова која се случи, се јавуваа него што ќе се случува, дали ќе се одиме, меѓутоа сепак тие дестинации си се безбедни, мислам, ние сме во комуникација со нашите партнери таму како туристички агенции, голем дел на туристички работници беа на инфотури, значи и Анталија, и Бодрум, и Египет, Тунис, така, на лице место, значи, покажавме и слики, се инспекција на хотели, има туристи кои што моментално си одат, и од Германија, и од Србија, од сегде, заради тоа што некои ги користат нели топлите предели во овој период, февруари, март, ние почнуваме обично од втора половина на мај за тие дестинации да летаме, меѓутоа со тоа што и во тој период кога беа исплашени, да кажам, луѓето имаше таму туристи, така да се стиши тоа и се си е нормално. Сега Дубај, Абу Даби, има интерес, се продаваат? За таму моментално е, да, се чека да моментално ситуацијата, неги. Меѓутоа се надевам тие брзо ќе се средат и брзо ќе се врати на сцена заради тоа што доста атрактивна туристичка дестинација беше, што е нормално и очекувано со затварањето на едно од најпрестижните сега и да, со затварањето на аеродромите нели што беше, нормално е дека малку ќе има пауза. Секоја туристичка дестинација која ќе се случи нешто со немири, непогоди, и елементарни непогоди. Очекувате да има пат на цените на аранжманите за таму? Да. Не може да се знае, видете, од една страна кога побарувачката се намалува,
цената треба да паѓа. Меѓутоа, од друга страна, инфлацијата во светот што го покажува ова не е некое правило дека може да паѓа и до која цена може да паѓа, заради тоа што цената може да паѓа до тој момент до кај што се трошоците, не може да паѓа испод трошоците, да. Така да туризмот е сепак една услуга, вика треба да имаш слободно време и слободни средства за да патуваш. Така да не станува збор за храна, за нешто што мора да се купи. Туризмот сепак е на некој начин и потреба, меѓутоа и луксус и одредени дестинации кои што биле поскапи од секогаш, се очекува дека нормално и ќе си ја држат цената. Можеби ќе има некои намалувања за да привлечат, можеби ќе има некои нови понуди, некои нови атракции, некои поповолни неги таму на лице место хотели се. Меѓутоа авионските летови се тие, далечината е таа, така да не сметам дека во тоа ќе има, меѓутоа ќе најдат начин за добра промоција за повторно да се вратат на пазарот. Може се направи споредба од ова време со лани исто ова време, за колку се поскапени туристичките дестинации? Видите, нормално е... Аранжманите. Да, нормално е во последниве години, да кажам, инфлацијата си го направи своето и како што на се покачуваат цените, една туристичка услуга е склоп од неколку услуги. Значи, не е само едно. Хотелиерството, односно услугата за сместување во хотели, транспортот, услугите на туристички водичи, трансфери на одредени дестинации и слично, тоа е склоп на повеќе услуги. Така. И ако на сето тоа било по 10 евра нешто поевтино, сега кога ќе се спои на тие неколку услуги покачено, така автоматски нормално ја крива цената. Цената на храната, како што е кај нас, така и сегде, автоматски цената на храната ја крева цената на сместувањето во хотелот, кој што е на пансиони, не знам, со појадок и вечера или на all inclusive услуга. Се покачуваат цените и, како да кажам, тоа со текот на годините имаше одредени покачувања, не екстремни, за да ги одвратат туристите, нели, за да прекинат и за да некој се откаже, да кажеме, например, дека има 50%, нема такви покачувања на ниту една туристичка дестинација, меѓутоа нормални покачувања во однос на инфлацијата, 10 на 15%, нормално има за сегде по нешто. Ако се патувало, не знам, 10-12 дена, се намалуваат сега деновите за шетање? Тоа не е само сега, тоа е еден тренд во изминатиот период, што можам да кажам дека луѓето сакаат повеќе пати да одат да искористат патување. Знаете, продолжените викенди, доста имаме неработни денови, нели кај нас, така да си посебно оваа година. Така. Сите сакаат да си ги искористат, да прошетаат негде, а од друга страна средствата, буџетот на луѓето е тој и сакаат да си го распределат, па ако било традиционално пред, не знам, 15-20 години луѓето дојдат по 2 недели на летување, тоа го нема одамна веќе. Затоа и ние туристичките агенции ги скратуваме понудите, значи имаме и за летување со 6 ноќевања, со 7 ноќевања. Ретки се тие кои што одат на 10, 12 или 14 ноќевања, меѓутоа пак ќе кажам заради тоа што буџетот е тоа, сакаат максимум да искористат, да отидат неколку пати. Затоа на пример многу од луѓето патуваат јуни, септември, 6 ноќевања, 6 ноќевања. Потоа користат стар одмор прво, па потоа нели новиот одмор го користат. Гледаат максимално што може за поекономично, да кажам, средствата се тие, ама да искористат повеќе пати да одат на различни дестинации. Кои се најчести патници, по-старите или по-возрастните? По-возрастните или по-младите? Помладите, да кажам, се чести патници, меѓутоа се за поекономични одмори, а додека постарите се оние кои што така, кои што плаќаат аранжмани, си работел еден век и желба ти е да реализираш некоја далечна дестинација која што коштала и во периодот работниот век, да кажам, имало потреба за парите да ги насочиш во друга насока, кога се во пензија луѓето. За жал кај нас, нели, тоа е тренд низ цела Европа, луѓето во пензија да патуваат и да сакаат, кај нас за жал пензиите не овозможуваат многу, меѓутоа сепак имаме тренд во последните години на повозрасни луѓе кои што сакаат да патуваат а средна граница, да кажам, оние кои што најмногу патуваат е негде возраста од 30 до 50 години, тие се најактивните, значи. Така. Имаме понуди за крузери? Има, да. Каде се патува со крузер? Има за сегде, значи има и Медитеранот, има Турција, има и Америка, има Мајами, зависно. И тоа го користат. Дестинацијата и тоа колку чини од прилика од до? Колку чини тоа?
Па не знам, од 1500, 2000, 3000, 5000 Зависи од зависи каде која ќе плови дестинација, бродот. колку денови, така. Низ Европа Медитеранот се поевтини, обично од Италија тргнуваат, има од Хрватска тргнуваат, организирам превоз од таму си одат луѓето, се посетуваат нормално спиење на бродови, посетуваат различни градови, шетаат низ градовите и тоа е исто интересен тип на туризам и се користи кај нас. Што правиме со домашниот туризам? Неколку пати во оваа студија сме разговарал со експерти на оваа тема, како да го заживееме, колку вие го продавате домашниот туризам? Многу малку. За жал можам да кажам дека Бидејќи нема интерес, што е причината? туристичките агенции, прво нашата соработка со хотелиерите не е на тоа ниво, знаете, заради тоа што некако кај нас се навикнати во хотелите повеќе да се оди на насока на странски туристи, а на домашните туристи и цените се прилагодени на тој начин. Од друга страна, например, цената која што ја добива туристичката агенција за да промовира одреден хотел е иста која што ја добива и странката која ќе уплати во тој хотел. Така да соработката меѓусебна, да кажам, ја немаме на тоа ниво за да се стимулираме и доволно да си помагаме. А второ, и граѓаните некако се навикнати Сами да се резервираат? Во свеста, или... не, во свеста е тоа дека има неработни денови да се отпатува негде надвор од државата. Поголемиот дел е да се искористи. Прво пак ќе кажам, нели, цените треба да ги направиме, луѓето сакаат, од една страна треба да сме свесни дека и кај нас треба да го цениме услугата колку е покачена во Грција или Црна Гора, нормално и кај нас е покачена. Да. И тоа треба да се цени, ама на луѓето некако во свеста има дека ако е кај нас треба да е поевтино и затоа ако ја платам таа цена, не знам, во Охрид за ноќевање, ќе одам на море за таа цена на ноќевање и треба да се влијае едно на промоција, на подобра соработка меѓу туристичките агенции и хотелиерите за да се поддржуваме и за да го развиваме домашниот туризам. Второ, инфраструктурата, значи имаме одредени делови кои што, еве да кажам, во последните години е доста атрактивен низ целиот свет, уникатно искуство, рурален туризам и слично. Кај нас имаме потенцијал многу да го работиме, мислам да го работиме на тоа и да го засакаат и домашните туристи да одат, заради тоа што денес и кај нас е веќе тоа време кога сите се со работа, обврска, гужви низ град и се и значат така 2-3 дена во тишина на мирно место каде што нема гужва одоколу, само со семејството, со пријателите или слично, ама треба да се работи. Имаме доста, например, и планински села и места каде што може да се развие тоа, исто така и винскиот туризам. Точно така да инфраструктурата до таму, промоцијата на тие места, стимулирање за, не знам, и за регистрирање на селски домаќинства, зошто да не се регистрира, да се нуди, да има реклами за да се добие со поповолна цена. Имаме капацитети, меѓутоа сите заеднички, да кажам, треба да работиме на сето тоа. А колку државата треба да помогне? Па државата е главна, заради тоа што прво во инфраструктурата е таа државата која што треба да го среди тоа, да има инфраструктура, да има патишта, да се овозможи на тие луѓе таму каде што ќе отидат, значи второ да се стимулира, еве да кажам, зимски туризам, например, имавме ситуации, неколку пати го споменувам, ковид периодот кога луѓето не одеа надвор, туку сакаа мора, нели, не можевме да излеземе кај нас. Тогаш имавме сите туристички агенции наплив на барање за зимските центри, а кај нас нема доволно сместувачки капацитети на тие зимски центри. Така да од друга страна, значи, или например ски лифтовите пониква не работеше цела пола 90% од зимската сезона не работеше ски лифтот. Значи сакаме да развиваме, а не работиме во однос на тоа. Треба да се развиваат и ски терените, од друга страна да се инвестира во повеќе сместувачки капацитети, подобра инфраструктура до таму и поголема реклама и на домашно ниво. Значи и агенциите, и хотелиерите, и Министерство, да кажам, за култура и туризам евде кај нас кој ќе се насочи рекламата домашниот туризам во нашата држава, сметам дека поголем интерес ќе има и од нашите граѓани за домашен туризам. Како стоите со нелојалната конкуренција? Како се борите против нелојалното, односно прашањето? Сега во моментот како асоциација сме во, да кажам, големи напори да створиме подобра соработка со Државен пазарен инспекторат за и ние кога ги имаме сите тие информации за прво и од туристичките агенции, кога некој не ги почитува правилата, не работи како што треба заради тоа што ние сме лиценцирана дејност, ако некој може да има лиценца, да ги почитува сите правила кои што треба за таа лиценца, не може некој без никаква лиценца да го работи тоа. И од друга страна, значи, организирање на група на повеќе од 10 луѓе не може да прави наставник
за да ги носи децата на кампови. Не може, не знам, планинарско друштво. Значи не може, затоа е туристичка агенција која што има лиценца А и која што е организатор на патување и мора да го направи тоа. И затоа сега сме во напори, викам, со пазарна инспекција, прво заради тоа што и тие не може да постигнат сегде, нема доволна бројка и нема некој што е посебно за туризам, нели, за да го истражуваат и да го следат сето тоа, меѓутоа ние како туристички работници се среќаваме постојано кога одиме, не знам, на аеродром, на граница, на тргнување, гледаш, значи луѓе кои што се немаат позадини в туристичка агенција го работат тоа. Значи тоа е средства кои што треба да бидат во буџетот на нашата држава, туристичките агенции, нели, фискална сметка, луѓето уплаќаат, имаат договори, имаат заштита, имаат позадина, додека на некој, како што кажав, дали е наставник, дали е инструктор по йога, дали е, не знам, колега или слично, ги зема парите во джеп, плаќа на лице место, купува авионски карти, плаќа хотели, никому ништо. Прво, тие средства не одат во нашиот буџет нигде, а второ, безбедноста на граѓаните во позадина, нели, каде е, заради тоа што ако нешто се случи, мора да има пратител, не знам, еве кога е со деца, мора да има медицинско лице, значи има одредени правила кои што секоја туристичка агенција ги почитува и внимава на сето тоа кое ќе пушти одредена група. Од друга страна, кога некој сам без туристичка агенција го прави тоа, всушност влијае едно и на цените, заради тоа што даваат, мислам, се формираат цени кои што се пониски од реалните, нелојална конкуренција, како што кажавте, а второ е и каде е безбедно, парите не одат во буџетот на нашата држава, второ, и трето, каде е безбедноста на граѓаните за сите услови кои што мора да се исполнуваат пред едно патување. Таа лиценца што гарантира? Што ја спомнав таа лиценцата за што ја имате, а што ја нема, например, наставникот, кој што ги носи децата? Вака, за да бидеш организатор на едно патување, туристичките агенции, Министерство за економија порано ги издаваше, сега Министерство за култура и туризам лиценците, значи прво мора да имаш минимум 4 вработени. Мора да имаш простор, кој што е канцеларија, нели, со одредена квадратура со исполнување на одредени услови. Мора да имаш полиса за осигурување од дејност, која што ја плаќаме годишно сите туристички агенции со осигурителните компании. Значи, сите тие услови кои што треба, нели, да постои фирмата со колку вработени, со што да работи, треба да ги исполнуваш, треба да имаш вработено најмалку 2 лица со високо образование, со познавање на јазици, со пратител, односно и тоа се лиценци кои што ги добиваат физичките лица кои што полагаат за пратители за во странство, туристички пратители или придружници или за водичи за во земјата. Значи исто така мора да имаш соработка со нив, мораш да имаш договор со превозник кога патуваш надвор, мораш да имаш договор со тоа лице кое што е лиценцирано туристички придружник. Значи сите тие правила кои што треба да ги исполнува една фирма за да ја добие лиценцата, само физичко лице ја нема. Добро, физичко лице, што правиме со спортските клубови? Тие исто и тоа, значи спортските. Тие секоја, дали е лето, дали е зима, организираат кампови за дали се фудбал, пливање, кошарка, не знам, скијање. Тоа не сме да се организира, заради тоа што конкретно е во законот за туризам. И таму имаат вработено неколку луѓе, и таму имаат обезбедување, и таму имаат случајно договор со некоја автокомпанија која што автобуска компанија која што ги превезува. Законот за туризам наведува дека група од повеќе од 10 лица кога се организира, мора да биде организирано од страна на туристичка агенција која што е организатор на патување, односно која што поседува лиценца. Значи спортскиот клуб не смее да биде. Не смее спортски клуб. Исто така. Колку тоа се контролира сега на терен? Тоа ви кажувам, значи ние се бориме со тоа да го контролираме заради тоа што сакаме да се почитуваат работите и не може утре, например, и што и да се случи. Деца ги уплаќаат, одат, значи што и да се случи кога стои агенција. Родителот доаѓа, ако ние организираме како туристичка агенција патување, доаѓа, потпишува договор, се наведува се таму. А каде го потпишува договорот со наставникот? Па сигурно имаат некакви договори што родителот пред да плати мора да види што има безбедност, храна, смештај. Понуда од кампот кој што е дадена за останатото многу слабо. Интересна тема е оваа. Да. Што правиме со онлайн продажбата? Колку онлайн продажбата го менува начинот на работа во туризмот? Да, има голем дел е сменето, луѓето сакаат заради брзиот живот, врските и слично, сакаат да резервираат онлайн, дали онлайн ќе го направат плаќањето, дали само резервацијата. Се со цел е се да се случи електронски, брзо, за да не губат време да доаѓаат во канцеларија, за да уплаќаат.
има тренд во последниве години, значи луѓето сакаат да резервираат онлайн и тоа е стимул, да кажам, за сите нас туристичките агенции да се работи на подобри апликации, за подобри веб страни, побрз одговор од наша страна електронски, заради тоа што сега се повеќе се напишување. Меѓутоа морам да нагласам дека сепак заради тоа што станува збор за посебно кога е за летување, луѓето сакаат да си дојдат во канцеларија, сакаат да си разгледаат понудите, така да ги видат хотелите, да им раскажеш од лично искуство, заради тоа што едно е што гледаш, тоа можеш да го видиш и да го прочиташ сегде. Меѓутоа, друго е кога во туристичките агенции, затоа и туристичките работници одат на тие инфотури што споменав, да ги видат тие места, да ги видат тие хотели, да ги видат тие апартмани, за да може да им го пренесат тоа на странките, заради тоа што сите имаат различни барања и кога ти убаво си видел се и ќе им објасниш и ќе им кажеш каде повеќе сакаат, што е за со деца, што не е за со деца, што е за млади и слично, различно е кога ќе го прочита, различно е кога ќе дојде. Така да мислам дека кај нас се уште е потребно физички разговори, луѓето и сакаат да си разговараат, пошто од една страна е брзиот живот и сакаат брзо да завршат, да, а од друга страна сепак тоа е тоа што го кажувам, кога ќе дојде, ќе потпише договор, знае дека некој стои позади него. Airbnb платформата колку ви зима дел од колочот? Вие конкуренција? Видете, тоа е поголем дел проблем за кај нас, па има и за во странство до душа што патуваат луѓето, плаќаат така и за кај нас кога доаѓаат исто значи за домашниот туризам, да речам, негативно заради тоа што сами го прават тоа. Има влијание, меѓутоа пак ќе кажам, луѓето кои што се навикнати да патуваат со туристички агенции ја сакаат комплетната услуга. Повеќе младите се оние кои што на интернет истражуваат, гледаат, сакаат сами да резервираат и слично. А да кажам, на онаа средна старосна граница и повозрастните луѓе повеќе си ја сакаат сигурноста, да има некој со нив, групни патувања, организирани патувања, некој да му објасни, некој да му покаже, некој да го однесе, некој да му раскаже, да има неговиот јазик што зборува, пример, обично кога одиме на било каде низ светот, најголемиот дел кога се повозрастни групи има или се преведува или има водичи, ако не е на македонски ред која се најде, меѓутоа на српско-хрватски, на јазици кои што ги разбираат луѓето, така да гледаме да одговориме на сите нивни барања како туристички агенции, тоа многу им значи на луѓето, па затоа не секогаш се одлучуваат да резервираат сами. Нема да кажам проблеми, туку предизвици. Кои се тие со кои што се соочувате во текот на работењето? Туризмот е постојано во некој предизвик, заради тоа што нештата не зависат од нас. Како што кажав, ние сме склоп на повеќе услуги. Се менуваат од момент во момент, така? Така, туризмот бележи раст во последните години, ако кажеме, например, дека до 2019 беше најголемиот раст, се случи ковидот. И овде беше тој предизвик, да кажеме, тоа е глобално нешто. Како да се снајде, како да се пренасочи. Еве сега, значи, воените случувања, инфлацијата, сите тие се предизвици за да се пронајде одредени туристички дестинации паузираат, а биле традиционални, па треба да се пронајде друга дестинација која што ќе се пласира на туристите, подобра соработка со партнери, подобро да им се изрекламира, да бидат посигурни каде ќе одат, што ќе одат. За секоја одредена промена треба да се следи, да се прилагодуваме. Тоа се интересни предизвици, да кажам, следење на трендови низ светот, што повеќе сакаат луѓето, дали сакаат повеќе автентично искуство, дали повеќе ги сакаат оние традиционални. Значи следење и морам да нагласам дека предизвик е и незаинтересираност, да кажам, на младите за да работат во туризмот. Многу се гледа недостатокот на работен на кадар за во туристичките агенции конкретно. Која е причината според вас? Зошто не сакаат да бидат туристички работници? Мислам дека од една страна, како млади, кога гледаат туристички работници, мислам дека само е моментот дека треба да се шета, нели убаво е шетање, има доста соработата и слично. Меѓутоа, кога ќе дојде со работа со луѓе, многу обврски, луѓето си имаат прашања, ти треба да знаеш да одговориш на секое прашање. И да продадеш. Така. Треба да знаеш да продадеш. Да ја знаеш дестинацијата, да знаеш да продадеш, да знаеш да одговориш на секое барање, на секое прашање, да си достапен 24/7, заради тоа што ние туристичките агенции работиме и за празници кога луѓето нели сите одмараат. Најмногу, така? Ти тогаш имаш најмногу работа, без разлика дали е некој
на пат со група, дали е некој дома, па телефонот, пардон, мора да биде достапен за да се одговори секој додека е таму, некој затоа имал доверба, пак ќе нагласам, затоа е одбрал туристичката агенција, не сам да си уплати негде, некој да стои позади него 24 часа, затоа ние туристичките агенции сме овде за да одговориме на сето тоа. И некако младите не ги интересира нешто многу тоа. Повеќе сакаат помалку работа да има, да нема многу работа, а да биде забавно. А обврските не им се допаѓаат и можам да кажам дека го гледаат нешто како моментално, додека си млад, додека ти е забавно, нели и патување има ова она, а некако професија која што долго време ќе работат. Од друга страна има многу предности како професија и мислам дека не се доволно запознаени со сите предности и поволности кои што се нудат, него од една страна и патувањето и запознавањето на нови дестинации и јазици, и култури, и сето тоа кое што се пружи преку работата да ти се да го доживееш, да го видиш и да го научиш, се е голем благодет, да кажам. Меѓутоа сметам дека не е доволно, знаете, во последните години некако се свртаа на информатичка технологија, на некои онлайн курсеви, на некои онлайн работи, компјутерски, помал контакт со луѓето, работа од дома и слично. Така да, затоа мислам дека има недостаток. Добро, тоа и се ималце поплатени професии, затоа какви се платите во туризмот? Подпросечни? Надпросечни? Просечни. Околу просекот. Платите, да. Со тоа што нормално, нели, во туризмот, тоа што кажав како предности, кога некој оди си добива дополнително дневници за патување во странство, така да има можности кој сака и поголема заработка, да кажам, за одење и тоа се лиценци кои што треба, како што нагласи да ги имаат и туристички придружник за во странство или за туристички водич за во земјата, така да било кој вработен во туристичка агенција кога ги има тие лиценци може да ги исполнува и тоа да му биде дополнителна работа кога се, нели, слободни денови. Јасно. Ако може да се направи профил на турист, кој е најчест кај вас? Па оно што го кажав, најчести туристи се... Што бара, што сака прво, што му е приоритет да има во сместувањето, дали сместувањето да биде прво на блиско до морето, блиско до скитерените, ваква храна, таков превоз. Што сакаме најмногу ние? Ние сакаме најубаво, најблизу, најдобро и најевтино, така? Дефинитивно, да. И видете, тоа не е, мислам, тоа го во главата на луѓето тоа е буџетот, не зависи, значи сите кога имаат пари знаат што е убаво и знаат што да си платате. Сега во авионот мора да биде до прозорот, така. И тоа на пример се плаќаат дополнително, овие нискобуџетни летови, ако летаат парови, фамилија или како и да е, не се доплаќаат седишта рандом, ако сакаш еден до друг, се доплаќа. Од друга страна, не знам, поглед, море, хотели, слично, сите тие работи се нормално, секоја услуга плюс дополнително што може да ја договори патникот во туристичката агенција се наплаќа. Најчесто нашите граѓани за викенд патувањата ги интересира што повеќе да шетаат, прошетки, значи цената е пресудна, можам да кажам, што поевтина цена, а што најмногу може да видат за таа цена. А додека за патување низ Европа, колку е по-богата програмата, што повеќе може да се види во 2-3 дена, сакаат максимално да видат, таму не е пресуден смештајот, заради тоа што луѓето најчесто се надвор само на сабајле, се станува, се доручкува и цел ден се шета и вечерта се враќаат за спиење, а додека летниот период сакаат да имаат комоција и убаво сместување, без разлика дали станува збор за апартманско или за хотелско сместување, заради тоа што сепак е една недела и без разлика дали се млади со фамилија или повозрасни луѓе, си го сакаат тоа. Има туристи кои што сакаат и авантуристички летувања и кои што се сместуваат на повеќе места за време на летниот престој, па шетаат, истражуваат, не им е битно толку сместувањето, меѓутоа нашите македонците, најголем дел од туристите за летување си сакаат поблизу до плажа да биде, на прво место за семејствата, за носењето на реквизити со деца на плажа, тоа им е пресудно. И возрастните луѓе исто така сакаат што поблизу. А додека некои млади од во 20-тите до
35 да кажам, кои што сакаат поактивен одмор, повеќе движење, повеќе шетање, не им е пресудно, туку за нив е пресудно да има кревет, активност. Да има така, за сместувањето од кревета, дојде. таму да има активност и да не е некоја досадна дестинација или хотел, затоа бираат и хотели, например, кои што имаат анимации. Тоа е доста, можам да нагласам од ковид периодот, заради тоа што претходно да, од секогаш близината со Грција најбарана дестинација и за семејствата нормално, меѓутоа и заради цените кои што ги нудат на all inclusive услуги, што споменавме Анталија, Египет, Тунис, Бодрум како дестинации, луѓето ги бираат заради тоа што имаат анимации цело време за децата и знаат дека во парите што ги платиле има вклучено се, значи сокче и сладолед и се комплет, заради тоа што знаете деца како деца ќе кажат поевтино од претходно, ако барале, сакам да кажам Грција нешто поевтино, на крај кога ќе се собере колку ќе се потроши и кога во ковид периодот отидоа. Така, кога беа отворени тогаш Анталија, Египет, кога отидоа и го видоа тоа, така да имаме некој пренасочување на фамилии кои што претходно оделе овде, а сега ги бираат тие ресорти заради тоа што имаат поповолни цени, а од друга страна имаат повеќе анимации за деца па и за возрастни. Кои се за крај очекувањата за сезонава? Што може да се очекува, какви бројки, каков раст, секако ќе биде во позитива туризмот? Да, како што кажав, традиционално во изминатите години бегажи раст, сега искрено стабилен раст, заради тоа што не можеме да знаеме со промените што и како ќе се случува. Нормално е покачување на цени или сека одредени луѓе да вријат, меѓутоа мислам дека нема да биде пресудно заради тоа што како што следиме, значи сме во комуникација, ќе има избор, секогаш има избор на летувања, можеби некој заради буџетот ќе се пренасочи од една дестинација на друга, меѓутоа сепак мислам дека сите кои што традиционално си одат на летување, сепак ќе отидат на летување. Уште еднаш ќе го споменам ковид периодот кога беше без разлика што беа затворени граници, исто и со луѓе останаа и без работа и дома беа, имаше и застој во економијата на некој начин да кажам, ама кога дојде јуни месец кога сонцето беше овде, топло време, сите сакаа да отидат негде, така да ги искористија сите можностите, првите авиони кои што беа пуштени, дестинациите каде што можевме да патуваме со ПСР тестови, сепак луѓето отпатуваа. Така да мислам и дека сега, како што напоменав, иако месец дена да речем беше турбулентно, имаше луѓе кои што се предомислуваа, кои што беа исплашени, што ќе се случи, како ќе се случи. Меѓутоа пак ќе нагласам, овде сме како туристички агенции и следиме ситуацијата сегде. За сегде што ќе има пренасочувања, ние стоиме позади тоа, достапни се граѓаните во секоја туристичка агенција каде што имаат уплатено и традиционално си патуваат со тие агенции, си ги знаат дека ќе одговорат на нивните барања и што и да има пренасочувања на интересот на граѓаните, да кажам, ние туристичките агенции се прилагодуваме, ќе се прилагодуваме, овде сме да ги информираме за се и мислам дека ќе одговориме на нивните барања и имаме понуди од најевтино до најскапо, од полуксузно, од поскромно. Ќе оставиме граѓаните си одберат која дестинација ќе сакаат. Не беше задоволство да разговараме на тема туризам, една од моите поомилени теми. Ти благодарам за гостувањето. Фала и на вас. Почитувани, овде ќе направиме сега една кратка пауза со реклами, а потоа одиме со вториот разговор на тема е-трговија.